Каква Македонија ќе изградиме, таква ќе ја имаме, е врежено во манифестот од првото заседание на АСНОМ до македонскиот народ. Од сите нас, македонци, албанци, турци, власи, срби, роми, бошњаци, од сите граѓани на оваа земја зависи каква Македонија ќе имаме. Од сите нас, христијани, муслимани, евреи, зависи дали во општеството ќе ги негуваме најдобрите вредности и принципи на љубов кон Бога и кон ближните своји. Од нашата генерација зависи каква иднина ќе им оставиме на поколенијата кои доаѓаат по нас. До целосно остварување на тие цели, ние остануваме посветени бидејќи сме водени од една голема вистина. Вистина за која најдобро зборува ова место на кое сме собрани денес. Пред 109 години, тука, на Мечкин камен, соочени со 12.000-ниот турски аскер, 370 востаници предводени од Питу Гули, можеле да го развијат белото знаме и да се предадат. Но пред почетокот на таа епска битка Питу рече: слобода или смрт е напишано на нашето востаничко знаме. Под него ние се боревме и ја извојувавме слободата. Под него ќе се биеме за да ја запазиме добиената слобода. Непријателот е многуброен, но не е страшен. Ние, иако сме малубројни, сме посилни од него, зашто имаме силен дух и челична волја за борба до крај, затоа што ние се бориме за слобода и правда. Питу и соборците знаеа дека ако не се бориш, однапред си изгубил. Иако таа битка беше изгубена, војната денес е добиена. Минатата година прославивме 2 децении од независноста на Република Македонија. Почитувани граѓани на Република Македонија, останува уште многу работа. Верувам дека клучот на успехот се вистинските вредности. Вредности кои носат напредок и развој. Нашата сегашност и иднина зависат од нашите вредности. Доволно е да се сетиме дека вредностите од секогаш имале важна улога во македонското ослободително дело. Дека ослободителното дело ќе успее само кога се заснова врз вистината, правдата, моралот, законитоста и честноста. Според вредностите сакаме да бидеме дел од европското и евроатлантско семејство. Сакаме да бидеме членки кои со своји вредности, ставови и дела ќе придонесуваат кон европското и кон евроатлантското семејство на народи. Знаеме добро што се вистински вредности, а што е наше ќе си дојде. Во тоа сум длабоко уверен. Драги сограѓани, со своји сили да ги оствариме идеалите, но само ако сме сложни и единствени. Не сме доволно големи и богати за да се трошиме во меѓусебни пресметки и обвинувања. Потребна ни е согласност околу суштинските прашања на државата, суштинските прашања на нашето општество. Горливо ни требаат конструктивни идеи, конструктивни мисли кои ги мобилизираат сите кои ја сакаат Република Македонија. Демократијата подразбира и надпревар на различни мислења, различни погледи и вистини, кои треба конструктивно да функционираат во единство за доброто на Македонија. Демократијата подразбира плурализам, но не може со сваќања кои сеат раздор да ја добиваме довербата на граѓаните. Затоа ни треба демократија без униформност, туку со единство. Историјата е полна со урнатини оставени од деструктивни луѓе. Ни требаат творци и градители, иноватори и креативни луѓе. Ни требаат визионери чиј поглед е вперен во иднината, а чиј нозе се цврсто поставени на земја. Нам не ни требаат деструктивци, негативци и песимисти. Ни требаат искрени и родолюби, посветени патриоти и современи херои,
Луѓе кои преку својата работа ќе придонесат за општото добро. Ни требаат луѓе со отворени умови, луѓе фокусирани на иднината, луѓе кои ќе живеат на отворен простор. Апелирам да се престане со дневно политички поделби. Само ако искрено се фокусираме на стратешките цели, ќе истраеме на нашиот пат. Пат кој води до целта која ги обединува граѓаните на Република Македонија, независно од нивната верска, етничка и политичка припадност. Само заедно ќе успееме да ја оствариме нашата историска мисија. Просперитетна, посреќна, побогата и посплотена европска Македонија.